Geely е кинескиот бренд на шведскиот бренд Volvo, еден од акционерите во Mercedes, еден од акционерите во Smart, еден од акционерите во Lotus и Renault. Geely е нов кинески бренд на нашиот македонски автопазар, но ние бевме едни од првите кои што го најавивме и видовме во живо Geely и тоа на автосајмот во Белград. Оние кои што не пратат на Инстаграм, тоа можат сега да го направат, но Coolray како нивен атрактивен, забавен модел е еден од најзабавните, убеден сум, еден од најзабавните модели кои што ќе се представат на нашиот пазар. А сега да видиме и зошто. Coolray како најзабавен модел се карактеризира со неколку интересни работи за да биде cool. Прво, името е Coolray, што го нагласува зборот cool. Второ, бојата и дизајнот. Секој пат Coolray се карактеризира со вакви необични бои и со многу уникатен дизајн. Како дополна на сето ова, Coolray има карбонски ретровизори, односно фейк карбон, ама изгледат стварно многу убаво на целиот овој дизајн. 4 реални издови кои што искрено даваат и многу убав звук. И на сето тоа имаме спойлер позади, но не било како спойлер, ова дури мислам дека е вистински карбон. Сега сето она што го кажав на почеток, каде се сопствени, каде се има удел, резултира со ова. Подобри перформанси, подобра квалитет, подобри технологии. Geely си ги користи сите конекции, сите искуства што се ги има од светските и европски гиганти, каде што е сопственик или има удел, за да искористи подобри перформанси кај нив. Ова целото е кинеско производство, кинеско развивање на технологии, но ги искористиле сите искуства конкретно од Volvo. Но освен ке перформансите, Geely користи технологии и внатре, пример, автоматско паркирање. Што треба да направиш? Дојдеш на паркинг, сега за жал е празен, нема други коли за да видите колку е прецизен, го притискаш моментот за автоматско паркирање, веднаш најде паркинг простор. Океј, паркирај брат. И тоа е тоа, го препуштате само, сега видиме како ќе се паркира. Останатите технологии и интересни моменти кои што ги нуди Geely, ќе ги видиме сега кога ќе почнам да возам, но пред тоа да видиме практичност. Како мал кросовер SUV нуди 330 литри багажен капацитет, што искрено е сосема доволно, бидејќи Coolray наменет за помладата генерација, оние кои што имаат малце поавантуристички дух. Тука се сметам и јас, но 330 литри багажен капацитет е сосема доволно за да се спакувам јас со девојка ми, со една жена, со мала фамилија, со другари и другарки и да отидеме некаде на одмор. Тука под оваа даска имаме резервно тркало, имаме две остави од страна плюс кои што ни овозможуваат нешто дополнително да оставиме. За жал, Geely нема, односно Coolray немаат куќи за качалки тука внатре, има автоматско отварање и затварање на вратата и сега да одиме внатре да видиме што има. Искрено интериеров е преубав, дали позади, дали напред, седиштава се феноменални, комбинацијава на бои е феноменална, материјалите се одлични, искрено, не само напред што се случува кај многу европски брендови, само таму да искористат добри материјали, кај Geely и тука се убави, квалитетни, цврсти материјали. Многу добра звучна изолација има. Сега на задниот дел имам одличен простор и за нозете и за главата, иако тука горе има панорама што е убаво, уживате во одличен видик. Наслон за раката со две остави за шишење, Isofix куки тука доле. Многу добар простор тука за нозете, бидејќи тунелот е речиси рамен, што возможува тројца патници да се возат многу удобно и комотно. Имаме USB порт што е супер, греачи на седишта тука позади и нормално отвори од вентилацијата со дополнително држач за телефонот. А сега да отидеме напред да го видиме другиот дел. Она што морам да ви го истакнам за предниот дел дека стварно исто како и позади, така и тука напред,
Сите материјали се многу меки, многу квалитетни, многу цврсти, многу добра звучна изолација има целава кола што ме фасцинира. Стварно на едно многу високо луксузно ниво изолацијава. Не се чувствува толку многу звукот од моторот колку што поише се чувствува звукот од ветерот, но стварно пак ќе кажам, се е многу убаво сработено, материјаливе се толку многу убави, квалитетни, се разликуваат од останатите кинески модели кои што до сега сме ги возеле. Стварно ова е едно премиум чувство, гили секоја ви чест. Околу технологиите 12-инчен екран тука од инфозабавниот систем, 10,25-инчен екран пред возачот ги имате сите можни информации кои што ви се потребни. Интересна графика има, дури гледам некои пилиња по времено летаат низ екранот, што стварно интересна целава графика, убав прегледен екран. Од друга страна инфозабавниот систем е доста брз, доста респонзивен, лесно за функционирање, има многу работи кои што треба да седнете да ги научите како функционираат сите системи, што се има од опрема, како се пуштат грејачи на се. Мислам, се едноставно, но треба да седнете да ги прочепкате сите функции. Има Apple CarPlay, нема Android Auto, само Apple CarPlay во моментов, кој што се активира преку USB кабел, че имаме тука два USB порта, имаме еден бежичен полнач ако ви е дополнително потребен, една обична остава за телефонот. Лесно се поврзува, можете навигацијата од телефонот да искористите без никаков проблем, што е супер. Нема негова навигација, искрено не гледам ни некоја преголема потреба да има негова навигација. Знаете, 100 пати имам спомнато дека чим користите телефон, многу поедноставно ќе ви биде. Интересно е што клима уредот се функционира и преку овие физички копчиња, можете да го контролирате и преку екранот, но можете и од тука од овие копчиња, што е многу поедноставно. И што од практичноста мора да истакнам дека тука имаме неколку остави за шишиња што со овие прегради ги правите како ви одговара на вас, што е супер. Под овој наслон, голем наслон за раката имате одлична остава. И сега се препуштам кон возењето. Geely има 1,5 4-цилиндричен турбо-бензински мотор кој што произведе 172 конски сили, погон на предните тркала, нема опција за погон на сите 4 тркала. Мислам дека не е ни потребно во оваа категорија нешто такво, сепак се карактеризира за помладата генерација, за поавантуристичките карактери кои што сакаат малку поинтересно возило за низ град, да е доволно брзо. 170 конски сили се, да не се лажеме, многу конски сили. Можете да достигнете високи брзини, сериозни брзини. Не е така брз и стартен за да се тркате со Porsche, ама во секој момент притискате на педалата за газ и повлекува без никаков проблем. Имаме неколку, односно имаме 4 различни режими: комфорт, еко, адаптив и спорт, што си одбирате буквално каков вас и да ви одговара, и на таков начин и намалувате на потрошувачка и пореспонзивен или помалку респонзивен, зависи како ви одговара. Сега толку многу периодов не успеав да го форсирам, од причина што го земав ново. Оние што не гледа на Инстаграм знаат, го земав со помалку од 8 км, 7 км, што се уште му треба време. Мислам, не е како постарите возила, километри да правите за да се разработи, ама сепак од една предострожност јас го возам малку по-предпазливо во овој период, бидејќи стварно нема смисла сега да се изживувам врз ова возило. Иако поминав доста километри со Coolray, имаме одредено искуство, гледам како се понаша, како се однесува на одредени брзини. Мора да признам дека окей, по-спортски дизајн, по-спортски перформанси, но не очекувајте и такви карактеристики зад волан. Мислам, имате одлична контрола над волан, над педали, но се чувствува благо клатење, како што можете и сега да видите, се чувствува клатењето и во кривини ја немате таа забава како што очекувате или како што јас очекував дека ќе имам. Од друга страна, за 28.490 евра промотивната цена на Geely во моментот нуди, мислам, две нива.
Едното е плюс, другото е обично. Што е разликата? Разликата е во бандажи и во промотивната боја. Се друго од опрема е тоа. Технологиите се тие. Читање на знаци, адаптивен темпомат, панорама, мислам добро, тоа не е технологија, но сите безбедносни системи за предупредување за напуштање на сообраќајна лента, автоматска кочница. Тука имате пред вас екранче кој што ви кажува цело време каде има возило пред вас, 360 камера. Кај камерата интересно тоа што можете да ставите SD картичка и сите 4 камери ги снима константно, што е добро за во не дај Боже одредени ситуации да ги имате како доказ. 7-степен автоматски менувач. Да, како што кажав, моторот и менувачот се во соработка со Volvo, не се на Volvo, но се во соработка и се чувства искрено тоа искуство, бидејќи менувањето е безпрекорно. Сега имам тука една мана, бидејќи нема лопатки, не дека ќе се тркам јас па ми треба да враќам брзини или било што, тука едноставно во одредени моменти, бидејќи звукот позади од тие 4 издови стварно знае да биде доста интересен, некој пат сакам јас да си вратам одредена брзина и да уживам во поголемите вртежи што ги нуди. Потрошувачката му се движи во овие километри до сега што ги имам околу 6 литри, 6,6 е во моментот на отворено, може и доста пониско да биде. Верувам ако се развози убаво, и 8,5 литри во урбаните средини, што е едноставно очекувана и нормална потрошувачка. 7-степениот автоматски менувач, стварно браво, ама пак ќе кажам, педалите си сакам да си ги имам. Знаете како, веќе некое време кажувам дека кинеските брендови, кинеските автомобили на европско и светско ниво ќе настапат многу сериозно, дека ќе го сменат комплетно нивното представување, дека ќе бидат многу сериозни конкуренти на големите европски и светски гиганти. И еве, искрено почнува тоа се повеќе и повеќе да се докажува. Мислам, гледате и по нашите емисии, не дека ги преферирам само кинеските автомобили, но нивната застапеност, нивниот напредок во технологии, во квалитетна изработка, во издржливост, во секој поглед е многу сериозно и верувајте ми, треба многу сериозно и вие да настапите во поглед на нивното гледање, во нивното представување, во она што кога треба да избирате автомобил, дека треба да ги рачунате и нив, бидејќи стварно ова што го нудат за таа цена, еве оваа цела опрема што видовме сега, сите овие играчки, паркинг, автоматско паркирање и сето тоа што го нуди за 28.500 евра со ваквиот дизајн, било каде да отидеме на друго место кај европските гиганти, нема да најдете ваква цена. Нема. Затоа слободно отидете, не ви го наметнувам, но отидете, видете го, провозете го, ќе видите зашто станува збор, ќе видите колку Гили е сериозен бренд и колку со Гили нема зезање. Нема. Гили, Джили, како да го кажувате, стварно нема зезање со нив. Coolray е многу добар модел, многу добар избор. Верувам дека ќе биде многу добар избор за сите оние кои што ќе одлучат да го погледнат и да го размислат при нивно купување. Направете subscribe и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!